Почитувани, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, директно вложува во потребите и потенцијалите на луѓето и дава силна финансиска поддршка за бизнисот за отварање на нови работни места, исплата на повисоки плати во приватниот сектор и за севкупните работници во нашата земја. Градиме општество на почитувани граѓани и силна економија која отвара шанса за сите. Вложуваме во луѓето, зашто за економијата се најважни луѓето, односно мотивацијата и ангажманот на граѓаните. Со новиот ребаланс на буџетот обезбедуваме 400 милиони денари за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување за предпријатијата кои ќе ги зголемат платите на своите вработени до 100 евра. Со оваа мерка се сузбива сивата економија и давањето плати во кеш. Со оваа мерка ќе расте приливот во пензискиот фонд, што секако представува услов за иден раст на пензиите. Градиме силна економија која отвара шанса за сите. Реализирањето на оваа мерка значи нови пари насочени директно кај граѓаните и значително зголемување на платите во приватниот сектор. Оваа мерка најпрво има цел да им овозможи на компаниите да даваат поголеми плати и со тоа да ги мотивираат вработените и да го препознаат трудот и потенцијалот, а за тоа ќе им помогне државата. Предвидено е мерката да трае 3 години, до октомври 2022 година, а нејзината мерка да започне со реализација од октомври годинава. Предвидени се и дополнителни 200 милиони денари за активни мерки за вработување и само вработување на младите и така создаваме дополнителен мотив за тие да останат во земјава, како и да се задоволи поборувачката на работна сила во производството. Почитувани, одличните економски резултати кои ги постигнавме го покажуваат ефектот. Бројот на вработените лица е зголемен за 5,3%, односно 39.500 лица во првиот квартал 2019 година во споредба со првиот квартал 2018 година. При што најголем раст на вработеноста има во преработувачката индустрија, транспортната и информатичко-комуникацијската дејност. Подсетуваме дека претходната влада, предводена од ВМРО-ДПМН, ја задолжи државата со 840 милиони евра за непродуктивно трошење. Негативните ефекти од претходното расипничко работење ги отстрануваме. Напредокот е можен, само ако нема политички калкулации и криење. Ние носиме храбри одлуки за подобро иднина на нашата земја. Благодарам.